Почитувани граѓани, владата на Мицкоски систематски го уништува пензискиот систем. Пари нема, дупката во ПИОМ е зголемена за 40%, а загрозен е и вториот пензиски столб. Гувернерот Трајко Славески од ВМРО изјави дека до 80% од идните пензионери кои ќе се пензионираат во периодот од 2030 година до 2032 година нема да може да обезбедат ниту минимална пензија. Наместо да го зајакне вториот столб, Мицкоски најавува негово можно укинување или сериозно слабење. Според плановите на власта, парите кои денес работниците ги уплаќаат во приватните пензиски друштва треба да се префрлат назад во државниот фонд ПИО. Ова е крајно опасно. Власта го загрозува вториот столб, кој постои токму за да се намали притисокот врз државниот фонд и да се обезбеди дополнителна пензија за идните генерации. Неговото укинување или слабење значи дека идните пензионери ќе зависат исклучиво од државниот буџет, кој оваа влада веќе го доведе до колапс. Владата планира изголемување на стапката за придонесот за задолжително пензиско за преднасочување на пари кон ПИО. Значи фондот за пензиско и државниот буџет немаат доволно пари и не можат да исплаќаат пензии соодветно. Јавниот долг рапидно раста, а трошоците за негово сервисирање стануваат се поголем товар. Буџетскиот дефицит за целата година е потрошен уште во првата половина. За само 2 години владата на Мицкоски ја задолжи државата за 2,5 милиарди евра нов долг. Се тоа се случува поради една причина – корупцијските партиски тендери. Наместо парите да одат во пензии, плати, здравство, образование, тие завршуваат во џебовите на партиските послушници преку тендери скроени по мерка. Оваа влада не ја уништува пензијата само на сегашните пензионери, туку и пензијата на нивните деца и внуци. Тоа е катастрофалниот резултат на Мицкоски во изминатите 2 години и тој е одговорен што идните генерации ќе работат цел живот, а на крајот ќе останат без достоинствена пензија. Ви благодарам.